Добро вечер, Лазар. Да, околу состојбите во СДСМ ги знаеме какви се во моментов, додека Венко Филипче обвинува дека постоела некоја диктатура во државата, односно во Македонија, тој спроведува еден вид на диктатура внатре во партијата. Односно, секој кој што ќе каже било каква критика за неговата работа, на крај завршува на, да кажеме, на листа на непожелни. Последниот случај е со поранешната министерка за одбрана и сегашна пратеничка Славјанка Петровска, која што учествуваше во новата платформа Разговори за еднината, каде што се разговара за внатре партиските реформи во СДСМ. Токму тоа не му се допадна на Венко Филипче и раководството, односно најблиските околу него. Но овие теми, односно случувањата во СДСМ, ќе разговараме со поранешниот партиски функционер Нова партија и нов председател на новоформираната партија Српска демократска лига Саша Богдановиќ, кој што е гостин во Вестен Алфа во 20 часот и 15 минути. Добар вечер, господине Богдановиќ. Гледаме што се случува во СДСМ во последниот период. Сега на еден начин на отстрел е Славјанка Петровска. Каква порака испраќа Венко Филипче со тоа што најмала критика за неговата работа, односно критиката од Славјанка Петровска најавува дека ќе го испитува нејзиното делување и нејзината воопшто партиска еднина? Па тоа е еден процес кој што, на жалост, без разлика што јас веќе не сум дел во СДСМ и веќе предводам нова политичка партија на политичката сцена во Македонија, сепак не посакувам ништо лошо, посакувам се најдобро, но на жалост е процес во кој што е тргнат СДСМ, односно раководството на СДСМ, за кое што многу често во минатото сме дискутирале, сме апелирале, но очигледно дека една мала група на луѓе, дали ослепена од моќ или од некои други работи што можеби нас не ни се познати или за некои работи што сме слушнале, едноставно не сакаат да трпат критика, не сакаат да трпат различно мислење. И дури мислам дека, елиминирајќи било каква конкуренција околу себе, мислам дека само така ќе опстанат, па макар и 100 години останале во опозиција. А целта на една партија да дојде на власт да ги спроведе политиките за кои што се залага. И тоа е еден процес кој што е тргнат. Значи јас и додека сум бил активен сум апелирал за некои процеси кои што се случувале, за кои што сме губеле гласачко тело, за кои што не биле поддржани од граѓаните. И сега ви имате актуелни градоначалници кои што се од редовите на вашата партија, актуелни пратеници, луѓе кои што по функција како пратеник, како градоначалник се членови на највисокото партиско тело, веќе ви излегуваат во други простори, не во партиските, и почнуваат да бараат смени, одредени промени внатре во партијата, односно да бараат нешто да се смени, се со цел за да СДСМ може да се консолидира, бидејќи веќе предолго е врзан за дното. И кога вие не сослушувате, односно не реагирате на првите прозивки, оче тие луѓе ги боли едноставно за гледаат партијата во која што си го вложиле животот, на кое дередже е дојдена, и почнуваат веќе тоа да го прават јавно, за да може да ги чуете. Значи, вие до сега, кога ви кажувале не сте реагирале, сега ако излегле јавно, наместо да пружите рака, да видите што е, па да сослушате, па макар и нешто да прифатите од тоа, вие продолжувате уште понатака под дното да го потонете Социјалдемократскиот сојуз. Славјанка Петровска е само последниот пример. Претходно, како што кажавте, Венко Филипче влезе во конфликт со Сашко Митовски од Крива Паланка, инициирано исклучување од партијата за Петре Шилегов и за Јован Деспотовски, а причината е поради тоа што упатуваа критика за работата на СДСМ. Дали со ова се праќа порака внатре во партијата дека секој кој што ќе реши да го критикува Венко Филипче, на крајот ќе заврши на листата на непожелни во партијата? Јас тоа сум го кажал на некои од моите јавни излагања, таму дека постои една мала група на луѓе кои што освен што знаат да елиминираат се околу себе за да се заштитат од било каква конкуренција, не знаат да прават ништо друго. И на некој начин му ги врзуваат рацете, односно елиминираат своји партиски другари за да си го заштитат своето место. И неколку пати сум го кажал тоа, Венко можеби некогаш со има добри намери, но на жалост слушајќи ги се вклучува во таа маша, во таа матрица, и затоа му се случуваат вакви работи. Почна да се меша во политики на други држави, со политики на друг председател на држава, како да се опозиција на друго место, почна да етикетира народ, например, од каде што јас припаѓам. Едноставно луѓето почнуваат да се собираат, бидејќи гледаат, не гледаат веќе благонаклонетост према таа партија, иако порано гласале, сега гледаат опасност од таа партија, викаат дај ќе се преструктурираме во некоја друга колона, ќе отидеме во некоја друга партија, а тие што ги боли, еве, превзимаат и вакви чекори. И ако не се свести во брзо време, мислам дека имаше во едно интервју на Сител го кажа Игор Ивановски, кој што е, нели, носител прв меѓу тие 30 луѓе кои што беа присутни, ќе го исклучи сам
светлото во СДСМ. До тој степен е дојдено. Благодарам господин Богдановиќ за гостувањето во овие вести на Алфа телевизија. Благодарам и вас. Тоа беше разговорот со поранешниот началник на општина Центар, партиски функционер на СДСМ во минатото, тој и сега претседател на новоформираната партија Српска демократска лига околу состојбите во неговата матична партија, односно она кое што се случува во СДСМ последниот период, односно сите оние кои што кажуваат нешто против актуелниот лидер на партијата и раководството кое што раководи, сите добиваат на еден начин закани за исклучување или шиканирање внатре во СДСМ. Лазар?